Доколку нема усогласеност, постои можноста комисијата да свика седница, но таквата процедура во старт ќе биде осудена на неуспех. Односно, тоа ќе значи дека во одреден момент од овие фази ќе треба да се констатира дека е неуспешна целата постапка и целата постапка ќе треба да се започне одново. Тоа значи одново да се донесе одлука за распишување на оглас, односно конкурс, одново да помине рокот за пријавување на апликанти и одново целата процедура да оди. Јас, како председател на Комисијата за избори и именувања, ценам дека е добро на ваков начин, со ваша помош како представници на медиумите, на јавноста, да апелираме до политичките партии, што е можно побрзо да се усогласат за сите неопходни постапки, за да не биде притисокот онака како што е, може би и објективно, не би сакал да се жалам врз собранието или врз комисијата за прашање на изборите и именувањата. Значи, јас сум свесен за одлуките кои што ги носам во насока на некакво одложување на целата постапка, си ја познавам својата одговорност, но тоа го правам со цел да оставиме уште малку простор за она што е неопходно очигледно во согласност со изборниот законник, политичко усогласување помеѓу партиите. Во првиот момент кога ќе добиеме сигнал од сите политички групации во собранието дека е возможно да се истера целата постапка од почеток до крај, сме спремни во многу брз период. Нас ни се дури и формуларите готови, проценка на кандидатите имаме направено, пропратните писма во собранието се изготвени, значи сето тоа е подготвено. Би сакал да кажам дека на оваа тема сум и во комуникација со господинот Талат Џафери. Сме го разговарале овој проблем неколку пати и јас како председател на Комисијата за прашање на изборите и именувањата и тој сме спремни во една забрзана процедура, доколку има респонзивност од политичките партии, целата постапка да ја завршиме за да ги исполниме предусловите кои што ги налага изборниот законник. Целта на денешната пресконференција е тоа да објасниме, да биде прецизно и јасно и за вас и за јавноста дека од формално правен аспект свесни сме за одлуките кои што ги носиме, но оставаме простор за политичко усогласување помеѓу партиите. Се уште не сме ни дојдени до фаза на делегирање на кандидати од политичките партии, тоа би било на втора фаза која што прецизно ви ги набројав како чекори, секако дека сум разговарал во партијата, но би сакал повеќе да се држам до формално правните обврски кои што ги имам како председател на Комисијата за прашање на избори и именувања на Собранието на Република Македонија во целиот контекст во кој што се наоѓаме со оглед на тоа дека парламентарното мнозинство е на другата страна и така натаму и така натаму. Но во суштина, околу Државната изборна комисија, промената на претходниот модел во враќање во стариот модел, може би е по иницијација на ВМРО-ДПМН, но е по општа констатација дека оној обид да се направи миксиран состав на експерти и представници на политичките партии не даде резултати какви што беа очекувани. Мислам дека тоа е впечаток на сите политички партии, на целокупната медиумска јавност и на оние меѓународни организации кои што ги следат изборите во детали. Че ако ги погледнете извештаите и на ОБСЕ и на ОДИХР, мислам дека ќе ги најдете причините зошто Собранието се реши да го врати стариот модел. Јас немам прецизни информации, не учествувам во директните контакти помеѓу партиите, но она што начелно знам или можам да кажам дека станува збор за одложување на донесување на законски измени во неколку сфери кои што биле договорени заедно со пакетот на двотретински закони, но за нас непознати причини се уште не се ставени во собраниска процедура. Како и да е, јас би сакал да апелирам до политичките партии пред се до мнозинството. Долго време сум раководел со мнозинството во Собранието на Република Македонија, дека улогата на мнозинството е да ги води процесите, но во тие процеси, ако сакаат да бидат успешни, треба да учествуваат сите. Учеството на сите значи некогаш и прифаќање на други идеи, други политички цели и комбинирање на сето тоа во насока на остварување на генералните интереси на граѓаните на Република Македонија и на Република Македонија општо. Затоа се надевам дека иако се една година мнозинство во Собранието, дека е доволен период како искуство да разберат дека
сето тоа е нормално и не е ништо воопшто страшно. И ние многу пати сме носеле одлуки кои што биле во волја на опозицијата во тоа време, додека сме биле мнозинство, но нема друг начин на воспоставување на било какви линкови, комуникација, соработка и така натака помеѓу партиите во собранието, доколку нема таква интеракција. ВМРО-ДПМН сама не може никаков закон да донесе во собранието, заради тоа што е малцинство, но е репрезент на огромен број на граѓани на Република Македонија. Впрочем, и на парламентарните избори, според кои што е составен овој состав, најголем број од граѓаните и гласаа за ВМРО-ДПМН како поединечна коалициона листа. И затоа мислам дека сепак јас би оставил простор да оставиме на партиите, се надевам дека ќе најдат излез од оваа ситуација. Повелете. Дека пред законот за влада и пред закон за финансирање на политичките партии, ВМРО-ДПМН нема контрол. Јас реков, јас сепак денеска би се држал до формално правната обврска, иако ви велам станува според она што го знам, не сум дел од директните комуникации помеѓу политичките партии, според она што го знам станува збор за веќе усогласени работи заедно со пакетот на двотретински закони кои што пред 2 месеци се донесоа во насока на исполнување на критериумите за наше приближување кон Европската Унија. Се сеќавате на тој пакет на двотретински закони кои што ние ги поддржавме со цел да ја поддржиме Република Македонија. Во тој контекст велам, се надевам дека ќе се најде решение. Нема врска сепак со избор на никој. Уште едно прашање, само имам колку време оставате на партиите да се договорат пред вие да ја закажете? Видете, има и други варианти, во смисла на тоа дека господинот Џафери може сам да ја свика комисијата, да ме прескокне мене како председател на комисијата, тој мислам дека во текот на вчерашниот ден тоа и го изјави за една од телевизиските станици. Мислам дека секој чекор кој што нема да е усогласен, нема да донесе позитивен резултат, односно резултатот ќе биде неуспех на оваа постапка за избор на членови на Државната изборна комисија. Едноставно, може би спротивно на волјата на нас како поединци, како луѓе или како пратеници, но тоа е момент во кој што треба нешто партиите меѓу себе да се усогласат. Многу подобро, искрено би било кога не би морало да доаѓаме до вакви моменти, а партиите континуирано да имаат комуникација и да се усогласуваат, но тоа е што е. Јас сум премногу внимателен како председател на комисијата, не сакам да направам чекор кој што ќе значи можеби одложување од 2 месеци за избор на Државната изборна комисија. Повели Горан? Дали има мнозинство за таа работа? Нема, Горан. Нема. Значи, многу е комплицирана состојбата. Прво е соодносот во комисијата 6-6-7. Второ, респонзивноста на политичките партии, дали ќе вратат со писмо. И трето е двотретинското мнозинство. Значи, премногу е комплицирана состојбата. Не е прашањето на лични позиции или да се изразам хирови мои или на господинот Џафери или на било кој тука. Едноставно, соочени сме со момент во кој што мора да се седне и да се бара заедничко решение на целокупната состојба. Повели Милка? Целиот процес принудно се усложнува од страна на председателот на ВМРО-ДПМН и викендот отворено тој заговара предлагање на ниво на партиски тела, уште еден нов закон за кој он бара поддршка, тоа е законот за амнестија за насилните случувања за 27. Јас можам слободно да ви потврдам дека таа идеја на господинот Мицковски не е поврзана со оваа постапка.